Мудрост Соломонова, 2 глава. Оние што мислат неправилно, вака мудруваат во себе си. Краток и жалостен е нашиот живот. Човекот не може да се избави од смртта. Уште никој не познава таков човек кој ослободил некого од пеколот. Случајно сме родени, а потоа ќе биде како воопшто да не сме биле. Дим е она што го дишеме, а зборот искра од движењето на нашето срце. Кога душата изгасне, во пепел ќе се претвори телото, а духот ќе се загуби како реток воздух. Со време ќе се заборави нашето име, никој нема да си спомне за делата наши. Животот наш ќе помине како трага од облак, ќе испари како магла гонета од зраците на сонцето и отежната од неговата топлина. Зашто нашиот живот е како сенка кога ќе помине, а смртта за нас нема враќање. Печатот е ставен и никој не се враќа. Затоа, да се насладуваме од сегашните добра, да брзаме да се насладуваме со овој свет како и во младоста, да уживаме во скапоцено вино и во мириси, пролетниот цвет на животот да не одмине покрај нас, да се овенчаме со ружи пред ружите да свенат, никој од нас да не се лишува од учеството во нашата наслада, секаде да оставиме траги од нашата радост. Тоа е нашиот дел и нашето наследство. Да угнетуваме сиромав праведник, да не поштедуваме вдовици, да не почитуваме старец со долгогодишни бели коси. Силата наша да биде закон на правдата, зашто она што е слабо за ништо не е. Да поставиме заседа за праведникот, зашто тој ни пречи и се противи на делата наши. Не прекорува за гревовите против законот, не хули за нашите гревови, за нашето воспитание. Се фали дека го познава Бога, чедо на Господ се нарекува. Кога е пред нас, тој е прекар на нашите помисли. Тешко ни е да го гледаме. Неговиот живот не е како животот на другите и патиштата негови се различни од нашите. За гадотија не смета и бега како од нечистоти од нашите патишта. Блажен го нарекува крајот на праведниците. Се фали и Бога татко свој го нарекува. Да видиме дали се вистински неговите зборови, да разбереме каков ќе биде неговиот крај. Зашто ако праведниот е син Божие, него Бог ќе го заштити и ќе го избави од раката на непријателите. Да го искушаме со навреди и маки, за да ја испитаме неговата благоприличност и да ја видиме неговата трпеливост. Да го судиме на срамна смрт, зашто според неговите зборови имало кој да се грижи за него. Така умуваат тие, но се измамија, зашто злобата нивна ги беше заслепила. Тие не ги позна тајните Божии, не чека награда за светост и не верува во наградите за чистите души. Бог го создаде човекот за нераспадливост и го направи слика на своето вечно битие. Но поради завист од ѓаволот смртта влезе во овој свет, а неа ја доживуваат оние што му припаѓаат.